Според актуелното законодавство, основниот закон, Законот за живеалиште и престојувалиште, основната верзија е од 1992 година. Самиот закон, мислам, од член 8, оперира со терминологија која што е од бившиот систем, односно над една година се сметаат, лицата кои што се осудени над една година се сметаат на лица на привремена работа во странство. Во поранешниот систем, особено од 60-тите години натаму, не сакале да признаат дека има емиграција од државата, односно лица кои што се иселуваат од државата, не само заради работа, туку и поради други причини. И оваа терминологија е пренесена и во Законот од 92, кој иако има повеќе измени, важи до ден денеска и се уште таа терминологија се користи. Во таа смисла, кај нас граѓаните кои што се на привремен престој во странство меѓу 3 месеци и една година или на привремена работа во странство над една година, должни се тоа да го пријават според законот, но го задржуваат живеалиштето во местото каде што го имали пред заминувањето живеалиштето. Истава терминологија користи, односно истива одредби, истава терминологија преземе изборниот законник, во делот за избирачкиот список, во кој што се регистрираат граѓаните кои што имаат наполнето 18 години и имаат живеалиште во државата, но и оние граѓани кои што имаат наполнето 18 години, имаат живеалиште во државата, но се на привремен, како што вели, привремен престој или привремена работа во странство. На тој начин ние имаме ситуација луѓе кои што се де факто иселени од државата и живеат надвор со години, да фигурираат во избирачкиот список тука и да имаат право на глас во државата, а само за парламентарните и претседателските избори по претходна пријава да имаат право на глас во нашите дипломатско-конзуларни представништва.